часот го следите централниот дневник на К1. Добро вечер. Еве што ќе гледате во наредните 30 на минути. Инвестирањето во инфраструктурата треба да привлече дополнителни странски вложувања во Македонија. Заврши стопанско-културната манифестација Тиквешки гроздобер. Започнува бербата на винското грозје. Од 8 до 22 септември ќе се одржи 14-тото издание на Интернационалниот антички театар Стоби. Инвестирањето во инфраструктурата треба да привлече дополнителни странски вложувања во Македонија. Премиерот Груевски нагласи дека и оваа есен ќе биде работна. Моментално се работи на изградба на околу 50 локални патишта. Изградбата и реконструкцијата на патната мрежа Македонија ја прави водечка земја во регионот по безбедност во сообраќајот. Истовремено, изградбата на автопатите не само што придонесува да се заокружи коридорот 10 во автопатска делница, туку директно влие и на зголемување на бројот на работно ангажирани лица. Точно 2220 работници работат на изградбата на автопатски регионални и локални делници. Во моментов, во длабока фаза на проширување и регионалниот пат од Велес до Штип, кој по завршување на градежните работи планирани за 2016 ќе биде првиот експресен пат во Македонија. Сите овие проекти заедно изнесуваат околу 276 милиони евра, значајни средства, крупни пари, околу 126 километри пат, кој што ќе биде од голема корист за граѓаните не само во тој регион, туку и цела Македонија, затоа што ќе бидат користени такви се местата каде што често патуваат, освен луѓето што живеат, тоа се експресни патишта, регионални патишта, патуваат луѓе од целата земја, туристи, странци и така натаму. Премиерот Груевски нагласи дека и оваа есен ќе биде работна. Моментално се работи на реконструкција и изградба на околу 50 локални патишта. До крајот на годината се очекува да заврши и рехабилитацијата на автопатската делница Велес Скопје. Крајниот бенефит од новите патишта ќе се почувствува и во економијата, со побрзиот и поефикасен транспорт и подобрената комуникацијска мрежа. Коморскиот инвестициски форум за кој потпишаа договор државите од Западен Балкан на неодамнешниот самит во Виена треба да овозможи јакнење на регионалната соработка и привлекување инвестиции. За да се постигнат резултати треба да се работи на заеднички инвестициски проекти, велат од Стопанската комора на Македонија. За Македонија секако приоритет е целосната функционалност на коридорите 8 и 10, зашто ние формиравме и конзорциумски совет и олеснување на протокот на долж коридорите 8 и 10. Знаете дека во моментот активно се работи на изградбата и на преостанатиот дел од автопатската делница од коридорот 10, а исто така и на изградбата на дел од автопатот од коридор 8. Потенцираме како комора дека со натамошниот развој на коридорите 8 и 10, преточени во иницијативи ставени во акцијскиот план на коморите, пред се видно ќе се подобрат сите инфраструктурни и други објективни услови за зголемување на странските инвестиции, со што ќе се отворат можности за подинамичен развоен циклус на целиот регион. Се заокружува бројката од 1000 лекари и медицински персонал за обука во странство. До месец август 600 од нив се веќе испратени, а до крајот на годинава се очекува да бидат испратени уште 400. Премиерот Никола Груевски истакна дека владата континуирано работи на низ проекти за подобрување на здравствениот систем во земјава. До месец август во странство на обука на лекари и медицински персонал се испратени 600 медицински работници, а до крајот на годинава се очекува да бидат пратени уште 400. Целта е да се заокружи бројката од 1000 лекари и медицински персонал, истакна премиерот Никола Груевски. Освен набавката на современа апаратура за здравството, нужно е да се извршат обуки. Истите се спроведуваат во познати болници во странство, а спроведувањето на овој проект е успешен. Тоа е многу важно затоа што во ред е да се купува опрема, да не достасуваш и како никогаш до сега владата набави опрема потребна за лекарите, нивното работење и за пациентите, третманот нивни.
Војата да се изградат современи болници, да се реконструираат како што тоа го правиме, меѓутоа клучна е стручноста на лекарите и на медицинскиот персонал. Ако тие не ги следат најновите светски достигнувања, ако не ги следат најновите методи за диагностицирање или за правење на интервенции или било што друго, тогаш нема доволно да биде искористена моќта што има новата опрема, новите апарати и пациентите ќе останат со послаби третмани отколку другите пациенти во други држави. Неколку лекари од општата болница во Велес се дел од медицинскиот персонал кои што ќе бидат испратени на обука во странство. Тие доктори се вработуваат, се праќаат на специализација, се праќаат на едукација во Скопје, се праќаат на едукација во странство. Земите во кои што се праќаат се Словенија, Србија, Хрватска, Турција, Бугарија, Украина, Шпанија. Значи се праќаат сите во странство и ја мислам дека достојно ќе ги заменат сегашните специјалисти, тие нови млади специјалисти. Директорот Василев истакна дека опремувањето на болницата е доста добро. Современи апарати добија интерно, хирушко и нервно одделение, додека физикалното одделение е комплетно реновирано. Премиерот Груевски истакна дека владата е фокусирана на здравството, каде се спроведуваат низа проекти со цел подобри услови за работа и подобар третман на пациентите. Манифестацијата Тиквешки гроздобар заврши. Сега започнува оној вистинскиот, велат лозарите. Годинава родот е со подобар квалитет во споредба со минатата година, но на што откупот го прави неизвестен е цената по која винариите ќе плаќаат за килограм откупено винско грозје. 13 и 15 денари за килограм бараат лозарите. Заврши 51-та стопанско-културна манифестација Тиквешки гроздобер. Организаторите веќе од денеска ќе прават проценки околу успешноста на манифестацијата. После добрата забава пак, лозарите велат дека започнуваат за нив напорните денови. Бербата на винското грозје само што не започнала, а тие откупувачите се уште не ја дефинирале откупната цена. Ние не бараме кој знае каква висока цена. Ние бараме реална цена која што моментално би требало да биде винското грозје. 15 за црно и 13 за белото грозје. Оваа цена ја бараат лозарите. Но тие бараат и откуп по сорта. Со години наназад велат сортите Шардоне и Бургундец и имаат истата цена како и останатото црно винско грозје. Производителите велат рентабилноста ја имаат благодарение на владините субвенции. Помагат и како помагат субвенциите, барем вака кога нема пари од кај се земе субвенции, ќе си земиш, еве нафти, нели зашто правиме такви работи. Па со тие се покриваме некако. Проблемите на лозарите се проблеми на локалната самоуправа. Медијаторството помеѓу лозарите и откупувачите со традиција го има таткото на градот. Пано вели, заселената афирмација на тиквешијата има за цел промоција на квалитетното вино, кое се повеќе се бара на странските пазари. Виното е нешто со кое што можеме навистина да се пофалиме и бидејќи има врвен квалитет, рамен на францускиот, е нешто за кое што се гордееме, а не да се срамиме. Минатата година родот тежеше 82 милиони килограми. Годинава лозарите сметаат дека тој ќе биде многу поголем. Некои пресметки дури одат и до бројка од 180 милиони килограми. Пред 3 години родот во тиквешијата тежеше 220 милиони килограми. Последна информација околу цената по која годинава винариите ќе откупуваат килограм винско грозје. Како што информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, договорено е минималната цена за откуп на сортата грозје Вранец со 19 чекерни единици да биде 13 денари за килограм. Покрај тоа договорена и цена од 0,68 денари по шекерна единица, која ќе се користи при пресметка на откупна цена за сортата Вранец, во случај кога производителите на грозје ќе предадат грозје со повисока или пониска вредност од 19 чекерни единици. Минимална цена пак за откуп на сортата Смедеревка со 17 чекерни единици ќе биде 11 денари за килограм и 0,64 денари по шекерна единица, која ќе се користи при пресметка на откупна цена во случај кога производителите ќе предадат грозје Смедеревка со повисока или пониска вредност од 17 чекерни единици.
2015 и 2016 година во општина Лозово ќе се реализираат проекти во вредност од 1 милион и 200.000 евра. Изградбата на дел од нив веќе е во тек. Со овие проекти значително ќе се подобри квалитетот на живот на жителите во општината. Со инвестиција од околу 1.200.000 евра, општина Лозово планира и реализира проекти од круцијално значење за општината и граѓаните. Со повеќе од 15 проекти, од кои 8 веќе се имплементираат, ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните. Меѓу нив значајна е реконструкцијата на патот од Лозово до село Милино, која започна од пред 20 на дена. Најоштетениот дел ќе замениме комплетно со асфалтирање на пат, тоа е некаде во должина од 550 метра. Исто така е предвидено овој пат, значи ударните дупки да ги асфалтираме со асфалт. Значи ова инвестиција, овој проект е од страна на Светската банка во вредност од 59.000 евра. За изведба на проектите предвидени за оваа година ќе се вложат 500.000 евра, потенцираше Цветков. Тука се вбројува изградбата на канализација во село Милино со колектор во должина од 4 километри од Лозово до селото. Овој проект е финансиран од швајцарска донација во вредност од 125.000 евра и остатокот од 20.000 евра, односно ДДВ-то треба да оплатиме ние или наше учество на општината. Значи канализацијата треба се заврши до крајот на годината, некаде до 15 или 30 ноември и да се исплати. Со овој и планираниот проект за изградба на канализација и колектор во село Аџиматово, околу 85% од територијата на општина Лозово ќе се покрие со канализацијска мрежа. Од 8 до 22 септември ќе се одржи 14-тото издание на Интернационалниот антички театар Стоби. Оваа година фестивалот ќе се одржи во зградата на Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот. Повеќе детали за ова во прилогот на колешката Илица Радевска. Од 8 до 22 септември оваа година се деновите резервирани за 14-тото издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Вкупно 9 настани ќе се одржат во Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот. Од нив 8 се представи, а 1 е концерт. Годинава само 3 театри доаѓаат од страна, а тоа се турскиот, албанскиот и грчкиот театар со своји представи. Македонскиот џез гитарист Тони Китановски ќе ја има честа да го отвори фестивалот, за веднаш по него актерите од Турција да одиграат Антигона. Всушност двајца македонски актери играат во истата, но продуциране од страна на турскиот конзорциум. На 10 ќе ни гостува Royce Dance Company од Грција, театарска група која што ја знаеме добро од 2009 со нивниот спектакл Електра Перпетратор. Оваа година специјално имаат представа направено која што втората праизведба ќе биде на Стоби. На 13 септември театарот од Албанија на сцената на Античкиот театар ќе одигра представата Електра, додека пак од македонските театри на Стоби на 15 националната установа Турски театар ќе одигра представата Промотеј во режија на Дијан Пројковски. На 17 септември ќе се одигра представата Лисистрата на театар Комедија, а за 2 дена подоцна на 19 септември Електра од Македонскиот народен театар. Додека пак на 20 септември публиката ќе има можност да ја погледне премиерата на представата Федра, соработка на Вилешкиот со Словенечкиот театар. Тоа е копродукција помеѓу Националната установа Центар за култура Јордан Хаџи Константинов Џинот и Словенско младинско гледалиште од Словенија, Федра, под текст на Сашо Димовски, во режија на Александар Ивановски, а во представата играат Васил Зафирчев од театар Велес и од Словенско младинско Маруша Облак. Новитет оваа година за фестивалот покрај промената на локацијата е тркалезната маса насловена како античка плоча нови искуства, која што ќе се одржи на 18 септември. На неа ќе се разговара и дебатира на тема современите аспекти на античкиот театар со цел напредок на македонскиот театар. Тоа е размена на искуства од различен профил на директни и индиректни учесници во создавањето на современ театар и негова критичка мисла, од кој планираме подоцна да направиме, да речеме по неколку години да направиме еден вид зборник од текстови. Настанот е поделен на 2 сесии. На тркалезната маса, или како што е насловена античка плоча нови искуства, ќе говорат еминентни драматурзи, академски професори, режисери, актери и критичари. Фестивалот свечено ќе биде затворен на 22 септември, а во чест на наградените представи и актери, театарот домаќин ќе одигра представата Крал Либи во режија на Андреј Цветановски.
Советот на општина Кавадарци донесе одлука за преместување на спомен бистите во паркот на Револуцијата. Причина за ова се низата случаи на крадење и продавање на бистите од страна на несовесни граѓани. Општина Кавадарци во моментов го реализира проектот за преместување на спомен бистите на паднати борци во паркот на Револуцијата. Причина за ова се низата случаи на крадење и продавање на бистите од страна на несовесни граѓани. Советот донесе одлука спомен бистите да се преместат во центарот на градот, за да бидат на едно место, како за чествување, така и за нивна физичка заштита. Че можеме и со овој настан да уште еднаш покажеме дека адекватно со сите историски личности имаме подеднаков третман на сите оние кои што го дале својот живот за Кавадарци и Република Македонија и уште еднаш да покажеме дека немаме никаков анимозитет спрема паднатите борци од Втората светска војна. Градоначалникот Панов информира дека е предвидено проектот да биде завршен до 7 септември, кога се прославува Денот на ослободувањето на Кавадарци. Општина Кавадарци изврши реконструкција на спомен костурницата, обнова на собата на Страшо Пинџур и други. За овие проекти издвоени се 3 милиони денари од општинскиот буџет. Во салата Бели Мугри во Велес одржа регионалната манифестација Пензионерите пеат. Учество земаа голем број пензионери од различни градови низ државата. Ваквите манифестации го подобруваат квалитетот на животот, а пензионерите се чувствуваат поактивно. Пензионерите пеејќи ја химната на Велес ја отворија регионалната манифестација Пензионерите пеат. На домакините пензионери од Велес годинава гости учесници се пензионери од Гевгелија Кавадарци, Неготино, Баландово, Прилеп и Битола. Со песна, музика и оро пензионерските денови минуваат повесело, вели Фруска Костадиновска. Интересот за учество на манифестацијата од година во година е се поголем, а исто така соодветно на тоа и квалитетот на изведбите од пеачките групи и солистите. Што се однесува до Сдруженијето на пензионери Кавадарци, ние 12 години имаме пеачка група, а годинава формиравме и играорна група, што значи културно-уметничко друштво. Целта на оваа манифестација е пред се дружбата, затоа што на пензионерите од третата доба дружењето е тоа што недостига најмногу, вели председателот на Сдруженијето на пензионери од Велес, Веле Алексовски. Пензионерите, оние кои што се чувствуваат способни за песна, за оро, за игра, имаме републичка ревија на народни песни, ора и музика. А ние 5 регион сме, тоа е Повардарието и тоа е на 8 здружени на пензионери. Паралелно на таа ревија на народна музика и игри и инструменти имаме и своја ревија, културна манифестација, пеачко културна манифестација наречена Пензионерите пеат. Освен музичките манифестации, пензионерите ги минат пензионерските денови во спортски игри и прошетки, вели пензионерот од Сдруженијето на инвалидски пензионери од Кавадарци, Стојче Ристов. Ние учествуваме на сит на ревиите на песма пеат пензионерите. Секоја година веќе ево за стопци 10 години, така да се дружиме заедно со старосните пензионери. Ние кај инвалидски пензионери сме заедно, Прилеп, Кавадарци, Охрид и Велес, удружени со старосни пензионери и ние учествуваме на сите пеачки групи. Ваквите манифестации го подобруваат квалитетот на животот. Сите пензионери се чувствуваат поисполнето и се активни во општественото живење. Тројца нови специјалисти на телефонската линија за медицински совет Ало докторе. Заврши 54-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Вестите од Македонија во продолжение. Со врачување на наградите Златен венец, браќа Миладиновци и Мостови на Струга, на меѓународниот поетски митинг Мостови, што традиционално секоја година се одржува на Мостот на поезијата, заврши 54-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Признанието Златен венец на годинашниот лауреат, кинескиот поет Беј Дао, кој е 50-тиот јубилеен добитник, му го додели председателот на управниот одбор Славе Ѓорго Димовски. Наградата Мостови на Струга за дебитантска поетска книга на млад странски автор и припадна на шпанската поетеса Паула Бозалонго.
Браќа Миладиновци за најдобра стихозбирка на македонски јазик, објавена меѓу двете фестивалски изданија на Струшките вечери на поезијата, ја доби поетесата Виолета Танчева-Златева. Традиционално на полноќ беше прогласен и добитникот на наградата Енхалон за најдобра песна на млад автор од Македонија, која годинава и припадна на поетесата Афродита Николова за песната Во налетот на ветрот. Највисокото признание на фестивалот Златниот венец се состои од филигрански изработен лаворов венец. Линијата за медицински совет од утре ќе биде засилена со тројца нови специјалисти, така што вкупно 25 доктори ќе бидат достапни за медицински совет за јавувањата на граѓаните од сите градови на Македонија. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе, досега се остварени вкупно 49.619 повици, од нив 1205 повици за медицински совет се реализирани во текот на изминатите 7 дена. Линијата е достапна секој ден 24 часа, со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. Од Министерството за здравство информираат дека на сите оние лица кои побараа медицински совет на телефонската линија Ало докторе им е дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија. Бројот на работниците во индустријата во јули годинава во однос на јули лани бележи порас од 1,3%, а во периодот јануари-јули 2015 година во однос на истиот период од минатата година е поголем за 1,9%, објави Државниот завод за статистика. Бројот на работниците во секторот рударство и вадење камен бележи опаѓање од 2,8%, а порас во преработувачката индустрија од 1,6% и во секторот снабдување со електрична енергија, газ, паре и климатизација од 0,2%. Според главните индустријски групи, бројот на работниците во индустријата во јули 2015 година во однос на јули 2014 година бележи пораст кај интермедиарните производи, освен енергија за 0,7%, кај капитални производи за 19% и трајни производи за широка потрошувачка за 0,3%. Опаѓање има кај енергијата за 1,9% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,1%. Министрите за внатрешни работи ќе одржат итен состанок за кризата со мигрантите во Брисел. Најмалку 37 мигранти се удавија во Средоземното море. Ова е свето денеска. На 14 септември во Брисел, министрите за внатрешни работи ќе одржат итен состанок за кризата со мигрантите, соопшти председавачот на Унијата Луксембург. Во соопштението се наведува дека оваа состојба надвор и во границите на Европската Унија неодамна примила невидени размери. Предходно министрите за внатрешни работи на Германија, Франција и Британија побараа подобро регулирање на состојбата со бегалците кои пристигнуваат на југот на Европа. Томас де Мезиер, Бернар Казнев и Тереза Меј оценија дека до крајот на годинава треба да се утврдат центри во Грција и Италија, каде што бегалците би се идентификувале, пошто ќе може да се утврди на кој од нив им е неопходна заштита. Најмалку 37 лица се удавија кога вчера потона брод со мигранти крај Либискиот брег, соопшти портпаролот на Либискиот Црвен крст. Бродот потонал во близина крај Хомс, источно од Триполи, кога биле пронајдени 7 удавени тела на илегални мигранти. Подоцна група рибари пронашле уште 30 удавени тела. Волонтери од Црвениот крст се обидуваат да ги извадат телата, но немаат доволно чамци, вели портпаролот. Во четвртокот, брод натоварен со мигранти кои се надеваат да го преминат Средоземно море од Либија до Италија, потона крај либискиот град Зузра, при што загинаа 200 лица. Едно лице е застрелано и убиено во Лондон од припадници на британската полиција. Инцидентот се случил пред една зграда доцна синоќа по британско време во реонот на Енфилд.
Представник на лондонската метрополитен полиција не го откри идентитетот на убиениот, освен што објасни дека станува збор за белец на 40 годишна возраст. Полицијата била повикана да интервенира откако маж за кој се верувало дека има оружје со себе бил забележан во реонот на инцидентот, за кого било речено дека се заканува со убивање луѓе. Огнено оружје било пронајдено на местото на инцидентот, но засега нема официјално објаснување дали тоа му припаѓало на убиениот. Повредени се десетина лица во експлозијата, а 50 од кои 40 полицајци во судирите пред украинскиот парламент во Киев. Ова се случува по изгласувањето на законот со кој рускојазичните источни региони добиваат поголема автономија, а како дел од февруарскиот мировен договор во Минск. Судири избувнаа меѓу полициските сили и демонстрантите, откако парламентот ја прифати уставната реформа со која што на рускојазичните одметнати региони Донецк и Луганск, како услов за спроведување на локални избори според украинското изборно законодавство, треба да им биде доделен така наречен специјален статус, односно поголема автономија во доменот на безбедноста, именувањето функционери и финансиите. Тоа е дел од договорот за прекин на огнот, што на 2 февруари во белоруската престолнина Минск го потпишаа челниците на Украина, Русија, Франција и Германија. Демонстрантите на излезот од парламентот фрлале чадни бомби, а солзавец бил употребен и од полицијата и од страна на демонстрантите. Фудбалерот Бажи Илиовски му донесе победа на својот тим. Фудбалскиот клуб Вардар со уште едно засилување. Евгений Попацев е победник на 29-тото издание на Охридскиот маратон. Домашни спортски вести. Фудбалерот Бажи Илиовски со двоен учинок му донесе победа на својот тим. Благодарение на двата гола и неискористената шанса на Неделковик од противнички Силекс, Илиовски му обезбеди нови 3 бода на Работнички. По постигнатите погодоци во првото полувреме, тимот на Работнички рутински го сочува резултатот до крајот на надпреварот. Со овој одигран меч на стадионот во Ѓорче Петров се комплетираше петото коло во првата македонска фудбалска лига. Романтичарите во моментов се искачија на петата позиција на табелата со 6 освоени бода, но и 2 надпревари помалку, додека Силекс со 10 бода остана на третото место. Непосредно пред стартот на Европското првенство се појави проблем за македонската кошаркарска репрезентација. На еден од тренинзите во Рига, нашиот репрезентативен центар Бојан Трајковски заработи силен удар што резултираше со пукнат нос. Трајковски ќе биде во составот на престојното Европско првенство и ќе игра со заштитна маска, велат од нашиот табор. Трајковски не е единствениот меѓу репрезентативците кој се соочува со повреда. Ричард Хендрикс има болки во подколеницата, а Марко Симоновски поради истегнат мускул го пропушти надпреварот против Летонија. Годишниот украински дефанзивец Евгений Новак на последниот ден од преодниот рок потпиша за фудбалскиот клуб Вардар. Украинскиот стопер стави потпис на едногодишен договор за македонскиот тим со можност за продолжување на соработката за уште 2 години. Претходно Новак присуствуваше на подготовките на Вардар во Австрија, каде што одигра неколку пријателски средби. Со оглед дека на тие надпревари помина извесен период на адаптација меѓу црвено-црните, фудбалерот доаѓа во веќе позната средина. Новак е 9-тото засилување на Вардар во летниот преоден рок. Минатата сезона тој играше во дресот на Волин Луцк. Евгений Попацев, нашиот најдобар пливач маратонец, е победник на 29-тото издание на Охридскиот маратон. За 5 часа 39 минути и 42 секунди, Попацев ја исплива патеката Климе Савин од Светинаум до Охрид, која е долга 30 километри. Оваа негова победа е прва победа на македонски пливач на маратонот во изминатите 29 изданија.
Воедно, тој е и првиот македонец што се нашол на првото место на светската ранглиста на пливачки маратонци на FINA, откако со бодовите кои ги освои во Охрид, се искачи пред французинот Бертран Вентури. Сега пред Евгени стои историска шанса на предстојниот маратон Капри Наполи, кој е последен од Гран При серијата, да освои доволно бодови за да го задржи првото место и стане вкупен шампион. Ова е еден од најубавите моменти во мојата пливачка кариера. Многу сум задоволен, се надевав на победа и многу ми значи. Тоа е остварување на мојот детски сон, изјави Попацев по маратонот. Пред последната трка, Попацев има 38 бода во вкупниот пласман. Грција со трофеј, хрватите без пораз на подготовките за Европското првенство. Надпревари од викенд колото. Следуваат вестите од меѓународниот спорт. Денеска стартува тенискиот Grand Slam турнир US Open 2015. Хрватскиот Мартин Чилик во машка конкуренција ќе ја брани титулата, додека пак американката Серена Вилијамс, неприкосновената тенисерка во женска конкуренција, пред незината публика ќе се обиде четврти пат поред да стигне до нова круна. Прв фаворит за титулата ќе биде најдобро рангираниот на ATP листата Новак Џоковиќ, кој има баланс од 56 победи и 5 порази оваа година, а 2 пати загуби во финалните мечеви на последните 2 мастери. Џоковиќ 5 пати играше финале во Њу Јорк, а доживеа 4 порази. Вечерва се очекува во првото коло да се соочи со бразилецот Соуза. Нивниот меч е закажан за 21 часот. US Open ќе се игра за награден фонд од $42,3 милиони. Според светската обложувалница Вилијам Хил, Џоковиќ има најголеми шанси за врвот, потоа Мареј е втор, а за Федерер коефициентот изнесува 5,0, а за шпанецот Надал 17. Кај девојките пак Шарапова го откажа учеството, Серена Вилијамс останува главен фаворит пред Азаренка и Халеп. Акрополис Евробанк купот го освои кошаркарската репрезентација на Грција. До победата кошаркарите дојдоа по триумфот над Литванија со резултатот 67-62. Најефикасни кај победниците беа Принтези со 14, Антетокунпто со 10 и Калатес со 9 поени, а на спротивната страна Мачиулис забележа 15, а Дабл Учинок од 13 поени и 10 скока забележа Валанчиунас. Хрватските кошаркари пак со баланс од 9:0 ги заврши подготовките. Со ова тие докажаа дека се кандидати за медал. Последните 2 победи беа во Загреб против Босна и Херцеговина и Израел. Хрватите извојуваа победа, иако во својот состав ги немаа Дарио Шарик, Бојан Богдановиќ и Марио Томас, кои се на опоравување од повредите. Ова трио би требало да се појави на средбата со Словенија во првото коло на Европското првенство. И покрај тоа што непоразени ги завршија подготовките, сепак од скестите не летаат во облаци. Свесни се дека тоа нема ништо да им значи ако кикснат кога ќе биде непотребно, а тоа е на официјалните мечеви од Европското првенство. Од самиот старт на сезоната, Пари Сен-Жермен после 3 победи запише и четврта. Совладан беше Монако во гости со 0:3. ПСЖ беше доминантна екипа. Имаше поседна топка од 63%, што му дозволуваше да ја организира играта низ пасови и брзи напади по страните. По двата порази, па кои секако не беа неочекувани, минатата надпреварувачка сезона, Юнајтед доживеа уште еден неуспех против составот од Велс. Водство на црвените ѓаволи им донесе Хуан Мата на стартот од второто полувреме, но сето ова траеше кратко. Свон се стигна до неверојатниот пресврт во рок од само 5 минути, а одличната игра некаде на средината на второто полувреме се покажа како доволна за да се освојат нови 3 бода против Манчестер Юнајтед. Во првите 2 кола пак екипата на Јувентус нема освоено ниту еден bod, нешто што се нема никогаш достига случајно во долгата и богата историја на гигантот од Торино. Рома во целост ја надигра старата дама во дербито на второто коло. Тие го победија Јувентус со 2:1. До својата втора победа на сличен начин како и во првото коло, синоќа стигна Интер, кој со 2:1 славаше кај дебитантот Карпи. Вистински дебакал по елиминацијата во плејофот за Лигата на шампионите доживеа Лацио во Верона, каде Киево победи со убедливи 4:0. Разочарување на своите навивачи пак им приреди и Наполи, кој по поразот од Сасуоло во првото коло ремизираше со 2:2 дома со Сампдорија. Инаку денеска е и последен ден од летниот преоден рок за трансфери, додека пак во Англија рокот за трансфери завршува утре.
Сончево и топло време имавме денес. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. И пред самиот крај на дневникот да им посакаме многу успеси на учениците кои од утре се враќаат во училишните клупи. Благодарам за вниманието, почитувани гледачи. Имајте пријатна вечер.